Добре дојдовте на последното видео од YouTube каналот Германски јазик онлайн за ниво B1. Од овие предавања, да секако поминавме најголемиот дел, ни останува само уште да обработиме за модално слични глаголи или за модал verb ähnliche Verben. За ова видео, кое е последно за B1 предавањата, ќе имаме и уште едно видео кое ќе биде со вежби. Сега можеме да започнеме. Што е потребно да повторите за полесно да го совладате ова видео? Најпрво, важно е да ги имате совладано модалните глаголи кои ги учевме во A1 ниво. Потоа, за инфинитив реченици, имаме две видеа со предавања и можете да ги најдете во плейлистата за A2 ниво. Потоа, употреба на глаголот lassen, поточно првиот дел во кој зборуваме за глаголот како модално сличен, глаголот brauchen, исто во B1 ниво, и модални глаголи во минато говорно време и модални глаголи во идно време, кои ги учевме во исто B1 ниво. Сега да започнеме. Модал verb ähnliche Verben, модално слични глаголи. За овие типови на глаголи немаме нивни подтипови и ќе објасниме со ред се детално. За почеток, кога еден глагол ќе го сметаме дека е сличен на модален глагол. Ако овај глагол се однесува и функционира на начин сличен на модалните глаголи, но не е целосно ист како нив, значи тој е сличен, но не е вистински модален глагол. Која ќе ни биде клучната разлика меѓу модал verb ähnliche gegen модал verben? Модалните глаголи имаат повеќе граматички специфично однесување, значи имаме менување на основниот глагол, неправилна конјугација, специфични граматички правила и така натаму. Модално сличните глаголи немаат толку строги граматички правила. Во следните минути ќе видиме за што станува збор. Одиме понатаму. Кои глаголи се модално слични глаголи? Прв, најчесто користен модално сличен глагол е lassen во превод остава. Потоа го имаме sehen или гледа, веќе го знаете глаголот. Hören, слуша. Helfen, помага. Потоа bleiben, останува. Gehen или оди. Schicken, испраќа. Heißen, се вика. Denken, мисли. Bringen, носи. Finden, наоѓа. Versuchen, се обидува. Wagen, се осмелува. Drohen, се заканува. Erlauben, дозволува. Verbieten, забранува. Lehren, обучува. Fordern, бара. Planen, планира. Empfehlen, препорачува. Zwingen, присилува. Wünschen, го знаете дека е посакува. Versuchen, се обидува. Веќе го спомнавме овој глагол. Vergessen, заборава. Ablehnen, одбива. Bemühen, се труди. И beabsichtigen, има некоја намера. За повеќето од овие, ако не и за сите глаголи, ќе дадеме пример реченици во ова видео и во вежбите. Имаме уште некои глаголи кои потребно е да ги споменеме. Ermöglichen, овозможува. Wagen, веќе го споменавме, се осмелува. Drohen, се заканува. Pflegen, негува. Vorschlagen, дава предлог или предложува нешто. Befehlen, наредува.
vermeiden избегнува, bedauern жали или се жали, fühlen чувствува, entscheiden одлучува, spüren исто чувствува и многу други. Значи за повеќето од овие глаголи рековме ќе дадеме примери. Во кои категории можеме да ги поделиме модално сличните глаголи? Имаме неколку категории. Прво, глаголи кои покажуваат перцепција. Например, sehen, гледа, hören, слуша, fühlen, spüren, чувствува. Потоа имаме bemerken, beobachten и така натаму. Втора категорија, глаголи кои се поврзани или укажуваат на дозвола и принуда. Например, lassen, остава, helfen, помага, heißen, се вика, zwingen, bewegen, veranlassen и други. Третата категорија ни се глаголи кои покажуваат некое движење. Значи имаме gehen, kommen, bleiben, fahren, rennen и други. И како четврта категорија, модално слични глаголи кои се поврзани со комуникација. Например, sagen, кажува, rufen, бара некого или повикува, antworten, одговара, fordern, bitten и други глаголи. Сличности и разлики меѓу модални, значи класични модални и модални слични глаголи. Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Modal und Modalverb, ähnliche Verben. Да видиме за што станува збор, во што се слични модалните со модално сличните глаголи. Имаме табела. Прва сличност е дека го претвораат другиот глагол во инфинитив. Оваа работа е најчестата која ја среќаваме како сличност. Например, meine Mutter lässt mich am Wochenende lange schlafen. Мојата мајка ме остава мене за викенди долго да спијам. Значи тука модално сличен ни е lassen, а инфинитив глаголот ни е schlafen. Уште еден пример, ich darf am Wochenende lange schlafen. Јас смеам за викенд подолго да спијам. Во овај случај имаме dürfen, кој ни е модален глагол, и schlafen, во истиот случај ни е инфинитив глаголот. Значи гледате дека во двата случаеви имаме исто правило. Второ правило во кое се слични е дека може да формираат инфинитив реченици без zu. Ich höre das Baby weinen. Го слушам бебето како плаче. Овде имаме модално сличен глагол hören. Или ich fühle das Herz schlagen. Јас чувствувам како чука срцето. Исто модално сличен глагол. Овие правила можете да ги гледате во инфинитив речениците, предавањата за нив во А2 ниво. И трето правило по кое се слични овие глаголи, уствари пред да го кажеме третото правило, важно е да опишеме второто. Сите модални плюс само некои модално слични глаголи кои се поврзани со перцепција, како што кажавме, sehen, hören, fühlen, или движење, gehen, laufen, или говор, sagen, antworten, bitten, можат да формираат инфинитив зетце ohne zu. Океј, ова го кажавме. Третото правило е дека сложените времења ги формираат слично. Значи модално сличните глаголи во перфект, futur 1 und 2 ги формираат граматички на ист начин како модалните глаголи. Ке видиме примери и споредба. Ich habe arbeiten müssen. Јас имав морано да работам. Ich habe mein Auto reparieren lassen. Јас го имав оставено мојот автомобил да се поправи. Значи овде имаме перфект од левата страна со модален глагол, од десната со модално сличен глагол. Ich werde das machen können.
Ich werde ihn arbeiten sehen. Тука имаме Futur 1 и како Futur 2 ich werde viel gelernt haben müssen. Или како модално сличен глагол ich werde den Test geschrieben haben sehen. Овие се сличностите. Сега ова можете да го гледате во модални глаголи во минато говорно време и модални глаголи во идно време. Овие видеа ни се во B1 ниво, каде зборуваме за модални глаголи и да направите споредба со модално сличните. Продолжуваме понатаму. Сега во што се различни модално сличните со класичните модални глаголи. Прва и најголема разлика е дека можат да се користат како самостојни глаголи. Значи, модалните глаголи скоро никогаш не стојат како самостојни. Ich lasse das Auto vor dem Haus. Јас го оставам автомобилот пред куќата. Овде во оваа реченица имаме само еден глагол, тоа е lassen, кој е модално сличен глагол, и ни е единствен глагол, како што кажавме, самостоен. Ich sehe den Vogel auf dem Baum. Јас ја гледам птицата на дрвото. И тука глаголот sehen ни е модално сличен глагол и единствен во реченицата. И второ правило, кое пред второто правило да споменеме дека, како што кажав модално, модалните глаголи скоро никогаш не стојат сами во реченица, значи имаат потреба од друг инфинитив глагол, а модално сличните глаголи можат или да користат друг инфинитив глагол, или да стојат самостојно. И второто правило, кое не е ни толку важно во случајов, се конјугираат како обични глаголи. Ова веќе знаете конјугацијата како се формира. Например, können имаме kann, kannst, kann, потоа во множина können, könnt и können. За споредба глаголот sehen ке имаме ich sehe, du siehst, sie es sieht. Wir sehen, ihr seht и sie sehen. Ова правило да го опишеме, модалните глаголи имаат неправилна конјугација во сегашно време или во презенс, а модално сличните глаголи се конјугираат како нормалните правилни и неправилни глаголи. Дали модално сличните глаголи користат zu? Како што кажавме, најголемиот дел користат инфинитив ohne zu. Мал дел користат инфинитив mit zu. Зависи од граматичката структура. Со zu ни се глаголи lernen, lehren, versuchen, drohen или wagen. Уште неколку глаголи имаме. Например, versuchen das Problem zu lösen. Тој се обидува да го реши проблемот. Или sie wagt es alleine zu gehen. Таа се осмелува сама да оди. И трета реченица, meine Eltern erlauben mir das zu tun. Родителите ми дозволуваат тоа да го правам. Modal verb ähnliche Verben im Perfekt. Модално слични глаголи во минато говорно време. Накратко ќе видиме која е споредбата со модалните глаголи. Како ќе ги користиме модално сличните глаголи во перфект. Слично како модалните глаголи во перфект. Значи, пред некоја минута кажавме дека во сложени времиња модално сличните и модалните глаголи формираат на ист начин реченици. Ако користиме безглавен глагол, ќе користиме партицип zwei. Ако се користи со главен глагол, ќе користиме инфинитив. Да видиме примери за појасно да ви стане. Значи, ова го имаме веќе учено во модални глаголи во минато говорно време, видео кое можете да го најдите во B1 презентациите. На горниот дел имаме модал perfect ohne Vollverb, а долу модал perfect mit Vollverb. Значи имаме
со главен глагол, без главен глагол имаме помошен глагол во презенс sein или haben плюс главен глагол во партицип 2 и ќе ни биде модалниот глагол. Со главен глагол имаме помошен глагол во презенс sein или haben плюс главен глагол во инфинитив плюс модален глагол во инфинитив. Значи имаме двоен инфинитив. Сега ќе видиме примери за споредба. Во левата страна модал перфект, во десната страна модал verb ähnlich perfekt. Горниот дел ќе запишеме ohne Vollverb, во долниот дел mit Vollverb. Sie hat es nicht gedurft. Ова ни е со модален глагол dürfen. Ich habe ihn früher gesehen. Овде имаме со модално сличен глагол sehen. Значи користиме партицип 2. Со главен глагол wir haben früher mehr lernen müssen. Овде имаме двоен инфинитив означен со плава боја. Како модална реченица. А во модална слична реченица имаме ich habe ihn früher laufen sehen. Тука глаголот sehen ни е модално сличниот и имаме исто двоен инфинитив. Се надеваме дека ви е јасно, сега ќе направиме една вежба, а пред тоа ќе прочитаме неколку примери. Ich lasse mein Auto in der Werkstatt reparieren. Јас го оставам мојот автомобил да биде поправен во работилницата. Wir hören die Kinder im Hof singen. Ние ги слушаме децата како пеат во дворот. Тука имаме модално сличен глагол hören и инфинитив глагол на крајот singen. Трет пример, der Trainer schickt die Mannschaft früher nach Hause. Тренерот го пушта тимот порано дома. Еве тука имаме еден модално сличен глагол кој ни е единствен во реченицата. Самостоен. И уште еден пример, sie fühlt die Musik in ihrem Herzen vibrieren. Таа ја чувствува музиката како вибрира во нејзиното срце. И за крај на видеото ќе направиме мала вежба. Имаме една реченица која е со модален глагол, потребно да ја претворите во реченица со модално сличен глагол. Wir müssen die Kinder zum Bahnhof fahren. Ние мораме да ги однесеме децата во железничката станица. Имате неколку секунди. Со наша помош, wir lassen die Kinder zum Bahnhof fahren. Ние им дозволуваме на децата да одат во железничка станица. Имаме уште една вежба, wir dürfen am Montag ins Kino gehen. Ние мораме во понеделник да одиме во кино. Претворете ја во реченица со модален сличен глагол. Ќе претвориме ние. Unsere Lehrer erlauben uns ins Kino zu gehen. Нашите наставници ни дозволуваат во кино да одиме. И уште една реченица, ich will bald die Prüfung bestehen. Јас сакам за скоро испитот да го положам. Како модално слична реченица, ich versuche bald die Prüfung zu bestehen. Јас се обидувам скоро испитот да го положам. Тоа е се за денес и за B1 ниво предавањата. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк и следете не на Instagram и Facebook и кликнете subscribe ако сте нови на каналот. Со ова завршуваме со B1 предавањата, ке снимиме уште едно видео за B1 вежби, а потоа продолжуваме со ниво B2.